Сите органи кои што постапуваат во кривичната материја, во кривичните постапки, вклучително и обвинителството, дали обично или специјално независно, се должни да водат сметка за основните права на осомничените. Едно од основните права и во нашиот устав и во Конвенцијата за заштита на човековите права е правото на живот, правото на здравје и било директно, било индиректно, никој не смее тоа право да го загрози. Доколку има мало сомнение дека со било кое постапување на органот тоа право ќе биде загрозено, тогаш одговорноста е на државата која што ги именува тие органи. И како здравствената состојба во сите случаи, не само во случајот на Сеат Кочан, има влијание и во било која процедура, особено во процедура дали ќе биде во услови на притвор или на слобода да се брани. А во каква здравствена состојба е во моментов? Се зборуваше дека има стенд вградено, дали е точно тоа? Имало ли хируршки зафат? Тоа што можам да ви кажам е дека Сеат Кочан е во исклучително сериозна здравствена состојба. Да се зборува за туѓа здравствена состојба не е пријатно, иако гледам дека во јавноста се прават сосема неовластени упади во најинтимниот дел на човековата личност, а тоа е здравјето, повеќе хируршки интервенции, состојба која што не е убаво да се презентира, но пред судот бевме должни да ја презентираме. Тоа што е исклучително важно од наша, би сакале да го нагласиме од наша страна, е дека решенијата со кои што на Сеат Кочан неосновано му беа распишани потерници без законска основа, тоа што одбраната за цело време го тврдеше, се незаконски, се укинати, заштитено е правото, заштитена е законитоста од страна на Врховниот суд на Македонија и никој нема право понатаму да се повикува на незаконските решенија, освен обвинетиот во евентуална постапка за целата штета што му е нанесена со тие незаконски решенија кои што се укинати од страна на Врховниот суд. Како што тврдевте и во предапелација, бидејќи го читавме вашето образложение при службена апелација и како што вели Врховниот суд, доколку нема специјално правно обвинителство докази, зошто господинот Кочан не се врати порано во државата за да го докажува тоа? Здравствената состојба на Сеат Кочан е единствена причина зошто тој не се вратил во државата или зошто тој бил одсутен таму каде што бил. Се разбира дека третманот на неговото отсуство може да се третира само доколку постои законско решение за притвор како неоправдано. Неговото отсуство не е врз основа на законско решение со кое што би бил во притвор. Тоа е потврдено во одлука на Врховен суд, како што за одбраната и за сите правници кои што непристрасно ги прифаќаат. Не зборувам за правниците кои што си формираат, јас ги нарекувам квази судови или пара судови во некакви говорни емисии, па си донесуваат пресуди, ги напаѓаат, ги притвараат осомничените и така натаму. Туку зборувам за правници кои што држат до својот дигнитет. На сите треба да им биде јасно дека со укинувањето на незаконските решенија се разрешува секоја дилема правна дали Сеат Кочан бил во бегство или не бил. Значи, тоа е единствен начин на кој што ние правниците можеме да ги гледаме работите. Секое друго толкување е само толкување кое сака некому да му нанесе штета и навистина не можем да го разберам ова, дури понекогаш имам впечаток крволочно однесување на припадници на правна категорија. Упагањето во презумпцијата на невиност, желбата да се види некој во притвор без огледа што не ги познаваат ни фактите, ни списите, се разбира, не ни можат, нити се овластени да ги познаваат, е недобра работа која што за жал се повеќе зазема залет и не води кон ништо добро, води само кон некое рециклирање на омразата и рециклирање на неправното однесување во државата. Значи он бил на службен пат, па поради тоа што бил неосновано притворен, тоа прераснало во бегство, бил принуден. Вие ми поставувате прашање или одговарате на место мене? Не, па вие рековте дека бил на службен пат. Повелете со како прашање. Стана ова Повелете бегство? со прашање. Каде беше 60? Како стана бегство? Раскажете. Надвор од Македонија, во Македонија. Службениот пат како се трансформираше? Пред малку ви во кажав, бегство? Сеат кога замина на службен пат, нити постоеше решение за притвор, нити постоеше потерница за притвор. Врховниот суд ви објасни, ако сакате да го читате решението како што треба да го читате, дека се понатаму било незаконско решение. Никој не е во бегство ако не постои решение за притвор. Толку можам да ви Зошто кажам. не се врати во конкретен случај кога друг пат Врховниот суд која обвинителството барало без Јас можам за мој предмети да за мој одговарам.
никогаш Базирајќи се на овој член од законот сега кој што никогаш не постоела ваква јавна хајка за предмети кои што во јавноста не треба ни да се изнесуваат. пример кажете ни кога Не треба да пат се изнесуваат, значи тоа ви е одговорот. Никогаш немало ваква јавна хајка на штета на моите клиенти. Благодарам, немам повеќе да ви кажам ништо.